Најголемите загадувачи на воздухот и понатаму се граѓаните. Ово го потврдуваат и од Државниот инспекторат за животна средина, но посочуваат дека нивните инспектори загадувањето од граѓанските печки не можат да го спречат. И студиите покажаат дека претежно загадувањето доаѓа од грејењето во домаќинствата. Имавме повеќе представки од граѓани кои што укажуваат на одредени граѓани дека користат недозволени средства за затоплување, но ние како Државен инспекторат немаме надлежност да влеземе во нивните куќи без судска наредба или одлука. Мерењата на квалитетот на воздух покажуваат дека од почетокот на грејната сезона во урбаните средини е зголемено загадувањето како резултат на користење на материјали за грејење кои сугоруваат, а и загадуваат. Сметам дека енергетската криза е една од основните причини, бидејќи најголем број од луѓето повторно се враќаат на загадувачките извори за грејење. Енергијата е доста скапа, електричната енергија, и се менуваат, повторно се враќаат на согорување на дрва и други материјали кои што не само што се опасни за влијаат на загадувањето на воздухот, тие се екстремно опасни и за луѓето кои што ги користат. Инспекторите за животна средина може да интервенираат и излегуваат на терен само во случаи каде има натрупување на отпад во дворовите и да пишуваат казни. Само во претходните 3-4 месеци мислам дека имаме санкционирано околу 4-5 физички лица со глоба од 250 евра, кои што ја платија во рок од 8 дена, таа е 125 евра. Од почетокот на годината од страна на Државниот инспекторат за животна средина направени се 1928 надзори, а платени се казни во вредност од 300.000 евра.